Точка 1. Предлог одлука за усвојување на квартален извештај за извршување на буџетот на општина Могила за извештајниот период за квартал од 1.1.2021 година до 31.12.2021 година. Комисијата за финанси ги разгледа материјалите, исто така и побара дополнителни материјали. И дојдовме до информации дека општината за 2021 година има вкупно долг од 25.693.171 денар. Исто така 16 милиони за улица Широка, кои што треба да ги исплати до 2022 година. А од 2023 година треба да почне да се исплаќа кредитот во износ од 7 милиони денари на две месечни рати. Да. Купен долг околу 49 милиони денари. Дали некој има прашање? Повелете. 16 милиони рековте за улица Широка да се исплати до 2022 година. На почетокот на 22 или на крајот? Во текот на 2022, така? Да. Ми беше друга целта, како што кажавте вие, до почетокот на 2022, значи да се плати за нешто што не е праено, таа не е праена, ми падна сумливо дали до крајот на 22 треба да се направи да се плати или сега. Во текот на 2022 година, да. Дали друг има прашања? Доколку никој нема прашање, точка 1, предлог одлука за усвојување на квартален извештај за извршување на буџетот на општина Могила за извештајниот период за квартал 1.1.2021 година до 31.12.2021 година. Ја ставам на гласање, кој е за? Предлог одлуката е усвоена едногласно. Точка 2. Предлог одлука за усвојување на завршна сметка на буџетот на општина Могила за 2021 година. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, предлог одлуката за усвојување на завршна сметка на буџетот на општина Могила за 2021 година ја ставам на гласање, кој е за? Предлог одлуката е усвоена едногласно. Точка 3. Предлог одлука за усвојување на годишен извештај за општина Могила за 2021 година. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, предлог одлуката ја ставам на гласање, кој е за? Предлог одлуката е усвоена едногласно. Точка 4. Предлог одлука за усвојување на завршна сметка на ЈКП Пела Хигиена, општина Могила за 2021 година. И точка 5. Предлог одлука за Точка 5. Предлог одлука за усвојување на годишен извештај за работа на ЈКП Пела Хигиена, општина Могила за 2021 година. Бидејќи овие точки се сродни, дали ќе можеме заедно да расправаме за истите? Предлогот го ставам на гласање. Предлогот усвоен едногласно. Дали некој има прашање во врска со точка 4 и 5? Повелете. Јас барам кој е надлежен до директорот. Повелете. Да речиме, да кажи каква е ситуацијата моментална и како наследил, со колку плати неисплатени и сегашната ситуација каква е. Дали земаат вработените плата редовно? Добар ден, јас сум Кирил Недоловски, ВД директор на јавно комунално предпријатие Пела Хигиена Могила. На функција стапив на 18 декември, мал период сум во оваа завршна сметка. Прашањето беше со колку плати наследив. Значи, на 18 декември вработените во ЈКП Пела Хигиена немаја земено 3 плати во вкупен износ од 1.200.000 денари. Со неплатени придонеси и здравствено осигурување. Моментално платата за јануари е земена, се борчи за месец и пол. Навремено платено и придонеси и здравствено и за месец февруари, што не значи
моментално нема никаков таков проблем. Вкупен изnos во основ на фактури. На 18 декември комуналното предпријатие должеше 2.200.000 денари. Што значи дека тоа е една голема сума на пари. Ако можете да видите од ова колку е рентабилно предпријатието, не можеме да ги платиме во 2 години наредни. Друго прашање? Завршивте ли, имате уште едно прашање? Доколку немам, сакам да кажам Не, нешто јас друго, имам. ако може. Повели. Колку е загубата за 21-ва? Не. Значи, како што гледате од завршната сметка, предпријатието е рентабилно, но процентот на наплата не е наплатено. Значи, има 2 милиони фактури не наплатени. Има по основ на земање. Моменталната наплата во декември била 66% за 21, а сега во февруари е 80%. Значи за 2 месеци 14% е покачено на платата. Значи, ако се наплатата, ако се изврши, значи нема загуба, така? За 21 година. За 21-ва? За 21, а догодите се останат. Дали некој друг има збор повели? Ако може да напоменам само инаку, Прашање имате само и... повели. Јас уште едно само да прашам. Вака се, значи, крајно побарувачката, што се бара, да речеме, Добро. на комуналното што биде. Просто кажано, да речеме, колку се бара, да речеме, 10.000 евра се борчи, дали му борчат нив, како идат во минус, идат на сметката, како фирма. Да речеме, во ред побарување има, да речеме, 20.000 евра, не се наплатени 20, значи не е толку... Побарување има, тоа ќе се поклопи, но тоа се... Не, тоа ме интересира, Но тие се... со побарувањето... Тие се долгови стари по 10 години. Значи, сметките се не наплатени 10 години. Ние немаме ни основ како да не наплатиме. Што значи дека во минус. А за разлика од тоа, да напомениме дека од јануари сметка за струја ни иди 4 пати поскапа, тоа вкупно ќе биде околу 600.000 денари годишно. Горивото е поскапено негде моментално околу 30%, тоа ќе биде негде милион ќе замени. Минималните плати се поскапени, тоа ќе биде околу 400.000 денари негде, значи околу 2 милиони ќе имаме плюс давачка во нареднава 22 година. Јас мислам дека треба да се размисли малце. Предпријатието ќе биде многу лоша состојба в година во ова време. Треба да се предлага некои други работи, дали покачување или било што. На сметка. Не, тоа е. Точка 9. Предлог одлука за избор на представник во училишниот одбор во Основно училиште Гоце Делчев, село Могила. Председателот на Комисијата за верификација да го даде предлогот. Комисијата за верификација и мандатни прашања, избор и именувања се состана и со 3 гласа за ја предлага Весна Ристевска за представник во училишниот одбор во Основно училиште Гоце Делчев, Могила.
Точка 9. Дали некој бара збор? Повелете. Значи, за секоја измена треба да оди во службен весник, мислам, така? Јас пред овај пат кажав дека Кире ќе има судирни интереси, пошто е директор, да не го гласаме, значи да видите дали е правно така или не. Рековте нема проблем. Значи за него сега е објавено, дека сега пак ја трошиме за друга. Че ова да не оди во иднина, затоа треба да се испита пред со некој кој ќе го поставувате, дали тој има или нема, не е џабе само објавува како стајар. Во ред. Точка 9 ја ставам на гласање. Кој е за? Предлог одлуката. Кој е за? Што е? 8 гласа за. Кој е против? Воздржан? 3 гласа воздржани. Точка 10. Предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за утврдување на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општина Могила и општина Новаци. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, точка 10 ја ставам на гласање. Кој е за? Предлог одлуката е усвоена едногласно. Точка 11. Предлог одлука за ставање вон сила на одлуката број 08/882/11 од 29.12.2021 година за формирање на зони за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот на територијата на општина Могила. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, точка 11 ја ставам на гласање. Кој е за? Предлог одлуката е усвоена едногласно. Точка 12. Предлог решение за разрешување и именување на член во управен одбор во меѓуопштинско јавно предпријатие Пела Линк Битола. Повелете од комисијата за верификација. Комисијата се состана и со 3 гласа за се разрешува Васко Карадиновски, а на негово место се именува Александар Стојановски. Благодарам. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, точка 12 ја ставам на гласање. Кој е за? Седум гласа за. Кој е против? Воздржан? 4 гласа воздржан. Точка 13. Предлог решение за разрешување и именување на член во управен одбор во здравствен дом доктор Хаим Абра Вангел Битола. Од комисијата за верификација. Комисијата се состана со 3 гласа за се разрешува Габриела Стојановска, а се назначува на незино место Васко Карадиновски. Благодарам. Дали некој има прашање? Доколку нема, предлог точка 13 ја ставам на гласање. Кој е за? 7 гласа за, против, воздржан, 4 гласа воздржан. Точка 14. Предлог програма и предлог проекти на општина Могила за управување со животната средина. Председателот на Комисијата за заштита на животна средина да даде известување. Дали ги разгледавте материјалите, дали имате забелешки? Место, повелете.